Почитувани присутни, почитувани граѓани на Мокрино, драги роднини и пријатели, дами и господа, добро вечер. После неколку недели од почетокот на овој наш поход имам прилика повторно да се чувствувам како дома. Мојата почит кон ова место и неговите граѓани е преголема и нема да си дозволам да го изневерам, патем од овде почнува моето развивање. Мокрино е дел кој мене ме прави целосен. Мокрино е нешто во кое сум сигурен, почитувани, затоа што знам дека не сум сам. Денес дојдов да ве повикам да бидете мои придружници во носењето на промените во нашата општина. Сигурноста во овој пат кој го одам, ја црпам од начинот на кој го правам тоа, одговорно и посветено. Уште од самиот мој избор, драги мои, да бидам кандидат за градоначелник на општина Ново село, па можам да речам и месеци пред тоа, се посветив на изработка на нашата изборна програма. Документот со кој денес излегувам пред вас, да го оправдам моето присуство овде. Програмата за следните 4 години за локалните избори не се изготвува за неколку дена. Тоа е многу сериозна и долготрајна работа. Оваа програма не содржи неиздрживи проекти. Секој проект, без разлика во која област се наоѓа, дали е тоа во економијата, образованието, спортот и другите области, се прецизно разработени со средства и рокови, сакајќи да се осигураме дека овие проекти се возможни и реални. За секој проект стојам јас како кандидат за градоначелник, но и ВМРО ДПМН како партија. Бидејќи ова за нас не е само парче хартија, ова е образка која ја земаме подпирајќи се на нашиот кредибилитет и принципиелност. Добар дел од нашата програма се однесува токму на Мокрино. Овде, почитувани, ќе направиме индустријска зона Мокрино-Мокриево. Ќе бидат обезбедени технички и инфраструктурни услови за ставање на функција на индустријската зона, каде ќе можат да се градат преработувачки капацитети од прехрамбената, дрвената и преработувачката индустрија. Оспособување и ставање во функција на резервоарот за вода во Мокрино и инсталирање на новата водоводна мрежа. Резервоарот ќе го оспособиме, ќе го довршиме и ќе го ставиме во функција на граѓаните на Мокрино. Со реализација на овој проект ќе го доизградиме и ставиме во функција така да домаќинствата ќе имаат здрава вода за пиење. Ќе бидат изготвени проекти за изградба на фекалната канализација во ова населено место. Ќе бидат доасфалтирани улиците и ќе се обезбеди континуирано одржување на уличното осветлување. Со изградба на полски патчиња во населените места во општина Ново село ќе се олесни пристапот на земјоделците до обработливите површини. Општината ќе се залага да се обезбеди проводност до сите обработливи површини. Имајќи ја предвид големата улога која има туризмот во локалниот економски развој, нашата општина ќе работи на збогатувањето на туристичката понуда и промоција на туристичките дестинации во општината. Со тоа ќе ги задоволиме очекувањата и вкусовите на туристите, а Мокрино ќе го направиме погодна и препознатлива дестинација на туристичката мапа на Македонија. Во подготовката на стратегијата за развој на туризмот во општина Ново село и акцијскиот план за спроведување на истата ќе овозможиме систематски пристап во промоција на Мокрино,
како атрактивна туристичка дестинација и во прв ред привлекување на домашни, а потоа и странски туристи. Почитувани, поддршката од граѓаните ја бараме со работа, за разлика од нашите противници кои се служат со лаги и со нечесни работи. На некој од неговите митинзи, господинот Спасов, кажал дека јас не знам од каде потекнувам. Јас сум глумел подгорец и дека знаејќи дека од Подгород веќе имало градоначалници, јас сум лажел дека моето потекло од Мокрино. Не е тоа смешно. Не знам што треба повеќе да слушаме од устата на тој човек, до сега само лаги и невистини. Епа, господине Спасов, ќе мора да го спори за мене онаа што никогаш не може да го има чест и поддршка од своите. Поддршката на Велков нема да му недостасува во Мокрино. Нема да му недостасува поддршката нито од Човци, нито од Дејањевци, нито од Баракци, нито од Павловци, нито од Тапанчовци, нито од Теревци, нито од Русилци, нито од Капанарци, Кочевци, Ефтинчовци, Каберивци, Пупанци, Ожовци, Шангушци, Алёшци, Киндалци, Дејамалевци, а нито од Сафаровици и многу други. Никој од овие нема да се откаже од Велков, затоа што Велков знае да се грижи за сограѓаните, затоа што секогаш е таму каде што некому му треба помош. Затоа што јас не работам овие луѓе да бидат скарани и поделени, туку работам за нивно обединување и подобар живот. Затоа што за доброто на моето семејство и мојот народ, јас избрав да му слушам на нешто поголемо од самиот себе си. Избрав да слушам на Македонија. Затоа што Петрето никогаш не бил спремен да даде жртва за оваа земја. Тој не почувствувал што значи да му се служи на народот. Никогаш го нема осетено тоа задоволство, кога некој ќе направиш среќен. Јас нема да земам од вас почитувани. Мојата цел не се состои во тоа да јас бидам избран и потоа штитам нечии лични интереси. Со парите на граѓаните да финансирам валкани пропаганди за остварување на тие интереси. Почитувани, гласот за струмичанецот Петрето Спасов е и глас за Бранко Црвенковски. Ние не смееме да дозволиме вашите гласови да одат на сметка на луѓе кои ја предаваат нашата земја. Во мојата професија прошка за таквите не постои. Затоа мора да си одат.